Добар ден, драги ученици! Јас сум Белокозовска Симона, наставник по предметот биологија во основното училиште Ѓурги Сугарев од Битола. Добре дојдовте на уште еден час од темата Движење кај луѓето за 8 одделение. Насловот на денешната лекција е видови на зглобови. Најпрво да се запознаеме со целите на часот. Вие треба да знаете да истражувате улогата на скелетот и зглобовите, да знаете да ги споредувате резултатите со вашите претпоставки и да ги дискутирате објаснувањата на резултатите користејќи научно знаење и разбирање. Да се потсетиме, зглобот е место каде што се поврзуваат две или повеќе коски. Според тоа, поврзувањето може да биде неподвижно, полуподвижно и подвижно поврзување. На оваа фотографија ни се прикажани примери за секое поврзување поединечно, односно неподвижно, полуподвижно и подвижно поврзување. Од следнава табела можеме да забележиме какви се видови на материја има меѓу коските кај сите три различни видови на поврзување. Поединечно, кај неподвижно поврзување нема зглобна празнина помеѓу коските, но има фиброзно сврзнато ткиво. Таков вид на поврзување ни се шевовите меѓу коските на черепот. Кај полуподвижните поврзувања исто така нема зглобна празнина, но има раскавица меѓу самите коски. Такви примери ни се крличните зглобови, зглобовите меѓу телата на пушлените, како и зглобовите на градната коска и ребрата. Кај подвижните поврзувања пак имаме зглобна празнина меѓу коските, која што е исполнета со течност наречена синовијална течност. Такви видови на зглобови ни се лискачките зглобови, висечки зглобови, седловидни, топчести и други видови на зглобови. Постојат неколку различни видови на подвижни зглобови и тоа висечки зглоб, кој што се движи во еден правец. Таков зглоб е зглобот на лактот, кој што прави свиткувања и испружувања на раката. Топчест зглоб овозможува движење во сите правци, а таков зглоб е зглобот на рамото. Ротационен зглоб, тој се врти кон лево и кон десно. Таков вид на зглоб е лакотниот зглоб, односно во овој зглоб палечната коска овозможува вртење на подлактицата кон лево и десно. Елипсовиден зглоб се движи приближно како и топчестиот. Таков вид на зглоб е зглобот на шаката, односно зглобот кој што ја поврзува дланката со подлактицата. Седлиц зглоб се движи во сите правци, но со ограничена ротација, а таков вид на зглоб е зглобот кој што го поврзува палецот со дланката. Активности за овој час. Вие обидете се да ги придвижите зглобовите на вашето тело, а потоа одлучете секој од нив во кој вид на зглобови спаѓа, односно дали спаѓа во неподвижни зглобови, полуподвижни или подвижни. Пример, зглобот на рамото спаѓа во подвижни зглобови. Заклучок. Од денешната лекција можеме да заклучиме дека различните типови на зглобови може да се движат на различни начини. Доколку имате одредени прашања од денешната лекција, слободно контактирајте ги вашите предметни наставници. Ви благодарам на вниманието.